Само сакам да те прегрнам. Гојазност скоро да постае највеći светски здравствени проблем, не само у развиjenим земљама, веќе и у земљама у развоју. Гојазност се подjednako често јавља у свако животно доба. U posljednjih 10 godina broj gojaznih osoba je povećana od 10 do 40%, dok gojaznost djece je u sve većem porastu, a 30% gojazne djece postaju gojazni odrasli ljudi. Nekada u drevnim vremenima gojaznost je bila simbol zdravlja, bogatstva i ljepote. Tako je tumačena zbog neznanja. Inače je najstariji i još uvijek najčešći metabolički problem populacije i predstavlja tihu epidemiju. Lidija, dobar dan, dobrodošla. Dobro našla. Prije svega da razjasnimo gledaocima šta je to gojaznost i kada nastaje gojaznost u čovečkom organizmu. Дебелината е нешто што е доста релативно од естетски аспект, меѓутоа во медицината постојат критериуми според кои што се пресметува и со голема точност се определува дали еден човек, една особа има зголемена телесна тежина или пак спаѓа во оние кои што се нарекуваат дебели. Имено, ако се земе предвид критериумот кој е идеална телесна тежина за одреден човек, при што се зема предвид и полот, и возраста, и неговата здравствена состојба и слично, тогаш, ако човекот има над 10, до 10% повеќе од оваа нормална или идеална тежина, се смета дека има зголемена телесна тежина. Меѓутоа, ако неговата телесна тежина е за 20 па и повеќе проценти поголема од она која што се пресметува како нормална или идеална, тогаш овој човек се смета за дебел. И апропо овие податоци кои што вие ги споменавте, јас би сакала да напоменам дека и во Македонија постојат официјални податоци за тоа колку македонците се дебели или не се дебели, и според Републичкиот завод за здравствена заштита некаде околу 60% од населението во Македонија имаат зголемена телесна тежина, а некаде повеќе од 30% имаат се дебели, значи имаат многу повеќе од колку килограми од колку што е тоа здраво и потребно. Osnovni paradoks ovog epidemiološkog problema jeste obilje hrane, restriktivnih dijeta, fitness klubova i dalji porast procenta gojaznih osoba. Da li je gojaznost rezultat loše ishrane ili imaju još neki dodatni faktori? Се разбира дека не е резултат само на лошата исхрана, иако тоа би можела да кажам дека е главниот фактор. Именно луѓето кои што живеат особено во градовите и кои што не се занимаваат со физичка работа, главно водат така наречен седечки или седантен стил на живот. Овие луѓе имаат многу мала потрошувачка на енергија или на калории, а наспроти тоа склони се, барем повеќето од нив, како што всушност и податоците кажуваат, да јадат лесно сварлива храна, која што е многу вкусна, има многу сол, има многу бел шеќер, која што е позната како брза храна или junky food. И оваа храна е кај нас популарна многу, луѓето ја јадат, лесно се приготвува или се купува како готова. Има многу висок процент на калории, значи страшно енергизира, меѓутоа тоа се така наречени празни калории или калории кои што веднаш се ослободуваат во крвта и ако не бидат потрошени, тие се акумулираат или депонираат во вид на подкожно масно ткиво. Меѓутоа, оној друг фактор кој што исто така е битен за тоа дали некој ќе биде дебел или не, е физичката активност. И исто така, според податоците од Републичкиот завод за здравствена заштита, во Македонија само 14% од населението има редовна физичка активност, што е незначителна бројка. И ова е особено загрижувачки кога станува збор за младите, затоа што за разлика од едни времиња од пред 20 па и повеќе години, кога во Македонија многу внимание се посветуваше на физичкото воспитување,
Денеска се чини дека овој предмет во училиштата, па и на универзитетите е неформално прогласен како небитен, неважен и нашата младина се помалку вежба, а кога станува збор за возрастните, тоа се многу ретки луѓе кои што како возрастни имаат редовна физичка активност и повеќето од нив исто така за жал се мажи. Еден од факторите за дебелина е наследниот фактор. Се смета дека доколку и двајцата родители се дебели и имаат зголемена телесна тежина, некаде можноста или веројатноста нивните деца исто така да бидат дебели е околу 70%. Овој процент се намалува ако само едниот од родителите е дебел и од друга страна родителите кои што не се дебели можат или да бидат порелаксирани затоа што веројатноста дека нивните деца ќе бидат дебели е многу помала. Меѓутоа, она што околу што се повеќе дискутира во науката е дека наследниот фактор не може да се исклучи. Меѓутоа, она што е исто така наследно во семејствата е начинот на кој што се готви, односно во семејствата постои традиција за консумирање на одреден вид на храна и традиција во начинот на кој што се приготвува. Па оние семејства во кои традиционално постојано се носат дома купишта, колачи, сувумесни производи, паштети, конзерви и така натаму да се готви храна со пржење и на други неквалитетни начини на приготвување, се разбира традиционално ќе му го пренесат тој стил на исхрана и готвење на своето младо поколение. И од друга страна, оние семејства или родители каде што има традиција да се готви здраво, да се јаде здрава храна, каде што децата во своите родители ќе видат пример како се физички активни, како рекреираат, се грижат за своето здравје, овие родители имаат големи шанси да и нивното младо поколение живее исто така здраво. Veći broj osoba koja se suočava sa gojažnjoću ima problem sa ishranom, to jest ne mogu zamijeniti brzu i nezdravu hranu sa zdravom. Kako je kod odraslih, tako i kod male djece. Međutim, koliko je tu bitan psihološki faktor? Psihološkiот фактор е исклучително битен, затоа што во психолошка смисла храната е замена за љубов. Луѓето кои што не се чувствуваат сакани, кои што не се расположени, кои што живеат еден семеен или немаат семеен живот или имаат сиромашен, така можем да кажем, емотивен живот, многу често знаат тој дефицит да го надоместуваат со внесување на преголеми количества храна, особено на сладки, и тоа почесто го прават жените, иако и мажите не се нешто занемарлив процентот на мажи кои што исто така се однесуваат во врска со храната. Исто така, луѓето кои што се склони кон депресија, од една страна можат да го изгубат апетитот и значително да им се намали телесната тежина, меѓутоа од друга страна исто така незадоволството, чувството на бескорисност, безперспективност во животот можат да или често го надоместуваат со храна. Сега тука има и уште еден момент кој што како психолошки фактор е битен, е тоа што во многу ситуации велат дека е срамота човек да не го јаде она што го јадат другите. Тоа е еден социопсихолошки фактор, па нели сите јадат тоа, зошто не и ти, или ќе го јадеш она што го готвам за сите, а не тоа што ти навистина сакаш да го јадеш. Потоа фактори на воспитување, како например мора да се изеде се од чинијата, или жените често пати кои готват дојадуваат храна за да не се фрли. Така што има милион помали или поголеми причини заради кои што од социопсихолошки аспект заради кои што луѓето премногу јадат. Дали еден од узрока бојазности е управо стрес?
се разбира дека да, луѓето кога се под стрес се вознемирени и сакаат да се смират. Еден од во знак наводници безопасните форми за смирување е храната. Например, внесувањето на храна која содржи многу шеќер создава моментално чувство на задоволство и релаксира, условно речено, така што многу луѓе кога се под стрес посегнуваат по храна, тоа се особено жените, а од друга страна пак мажите вообичаено кога се под стрес посегнуваат по алкохол, кој исто така има многу калории, ракијата и пивото особено, имаат многу висок процент на оние празни калории со кои што внесуваат енергија во организмот, но не се хранат, односно внесуваат енергија која што е токсична. И алкохолот, да подсетиме, е нешто што гои, па можеме да видиме наоколу многу мажи со така наречен пивски стомак, кој што не е резултат само на премногу јадење, туку и на физичка неактивност и консумирање алкохол. Дали е гојазност болест? Гојазноста не е болест, но таа може да донесе многу болести и затоа дебелите луѓе не се болни, има многу луѓе кои што имаат надпросечна телесна тежина и немаат холестерин, немаат шеќер, тие се според лекарските наоди здрави. Меѓутоа, ако не преземат мерки да ја регулираат нивната телесна тежина, тогаш дебелината може да доведе до низа заболувања, од кои што најчесто се кардиоваскуларни заболувања, значи појава на масноти во крвта, појава на шеќер или дијабет, кој што, како што знаеме, не се баш лекува и всушност значително може да го намали квалитетот на животот на човекот. Ние имаме се повеќе млади дијабетичари, иако порано дијабетичари станувале после 40-та и тоа вообичаено жени, сега имаме многу млади дијабетичари и тоа дијабет тип А. Тоа е дијабет кој што се добива како резултат на премногу јадење, премногу внесување шеќер. Потоа имаме исто така заболувања од типот на стомачни, значи на дигестивниот систем, проширен желудник, проблеми со цревата и така натаму, и од психолошка природа, луѓето кои што се дебели не се чувствуваат себе си како посакувани, како убави, па во таа смисла и некои од нив социјално се изолираат и потоа тоа доведува на психолошки ситуации од кои што некои може да бидат наистина сериозни. Дали гојазност изазива хормонални поремеќаи и дали може изазвати карцином? Што се однесува до второто прашање, да, предизвикува карциноми. Се повеќе истражувања кои што секојдневно се прават и гледачите можат да ги сретнат во